Здраво на сите и добре дојавте во мојот нов влог. Видете какво преубаво цвеќе се доби вчера. Обожавам цвејкина. Денеска јас бев слободна и бев многу вредна. Направив кифлиња, малце повеќе ги печев, но се многу вкусни. И направив манџа или гулаш, како и да го викате. Макдоналдсот се уште нема никнато и мислам дека нема ни да никни. Значи, немојте да купувате вакви работи. Како што можевте да видите во претходниот влог, купивме боја за врати без разредувач. Сега треба да земеме разредувач за да можеме да фарбаме. Тоа не знам како ќе го направиме, затоа што наредни дена јас работам фул, исто така и Филип. Ни фали куња, исто треба да видиме од каде што, како, кога ќе купуваме куња, затоа што без куња реално не можеме да се преселиме, не можеме ништо да правиме. Да, тоа е тоа. Сега забрзо одиме во куќата да видиме дали треба нешто плюс да се прави со вратите, дали треба да се стружат, да се брусат и така натаму. Тоа го завршуваме денес и се гледаме. Да ви покажам што добив поклон од мојата сестра. Секогаш кога одам некаде, се носам во кеса. Шминки, шампони, се. Сега таа ми поклони еден несесер. Вака изгледа. Тука може да си го обесите. Пример, ако сте некаде, ако патувате во хотел и може да си го обесите во купатило. Има две како џепчиња. Едното е со ова како фолија, другото е материјал. И имате овде дел, каде што може да се стават, пример, шминки, шампони, такви работи. Или во ово мало како кесе може да се стават моливи, маскари и некој сјај за уста, така натаму. Многу сум благодарна, затоа што јас никогаш не ми текнува да се купам вакво нешто, а навистина ми треба. Добре дојдовте во уште еден нов ден од мојот влог. Ви кажував дека треба да купиме растворувач за боја или нитро, не знам како се вика баш. Денес бев јас да купувам, затоа што ние немавме со што да ја раствориме бојата и вчера цел ден седевме дома. Појдов јас денес да купувам растворувач, не знаев како се вика, не знаев што барам. И таму што е вработена, јас си покажав слика од бојата што ја купивме, нормално нема да ја носам цела канта. И таму ми кажува вода. Јас не, треба нешто друго да туриме и објаснувам, тоа е боја лак, не, вода. Тој лак за врати и прозори бил направен на база на вода и затоа ние треба вода да туриме за да се раствори. А ние цел ден седевме и ништо не направивме затоа што беше недела, не можевме да купиме и мислевме дека не можеме да нафарбаме. А всушност ние сме можеле, но не знаевме. Тоа е тоа.
Ке фарбам овие дена, не знам. Треба да се договориме, не знам ни воопшто дали јас ќе бидам кој ќе се фарба. Тоа сакав да кажам. Јас денес работев малце повеќе. Секогаш кога сум прва смена, работам од 9 до 5, но денес работев до 6. Требаше да се чисти шейк машината и затоа морав да останам подолго. И изгубив исто многу време таму во дом, таму каде што купуваме боја. Купив хартија за брусење. Со ова прво треба да се брусат вратите и после тоа да се чистат, па да се фарба. Имам тука повеќе работа. Но денес планирам да се одморам, сега да се направам пуканки, да си легнам, да си гледам филм, такви работи. Купив сладки и солени пуканки. Прв пат ги купувам овие за во микробранова. Тука има напишано како што. Сега ќе пробаме. Ќе ги пробам солените. Значи, мислам дека се става. Кола стана традиција да се снимаме. Одиме да купиме некој поклон за роден ден. На мајка ми е роден ден и јас вчера правев торта. Но не изгледа баш толку естетично убаво, затоа не ви ја покажав. Малце ми излезе крива, но мислам дека ќе биде вкусна. Сега да видиме што можеме да најдеме. Одиме во Алди, тука ни е близко каде што живееме. Таа сакаше некое цвеќе, само не сум сигурна дали уште го има, затоа што мислам дека беше до понеделникот. Се надевам дека има останаат уште. После тоа ќе одиме на некој испит од наша колешка што работеше со нас. Таа студираше тука во нашиот град. Студираше нешто медицина, мислам. И сега има завршен испит. И јас и Филип рековме дека ќе одиме, така да после роден ден одиме таму. Еве да видите што ја купивме. Букет. Картичка за попуст од Зеландо. Дојдовме тука во овој кампус, каде што треба да се сретнеме со нашата колешка. Има премногу исти згради, не знаеме во која треба да влеземе, но ќе се снајдеме. Ви кажувам како се поминавме после. Што имаш да кажеш за мојот нов влог? Немој да ме срамиш. Кажи. Многу се срами. Мора сериозно да видам. Сад камера изборува се, ако ќе уклучам ништо. Ние завршивме, си добивме гратис преглед за уши. Тоа не беше презентација, тоа беше преглед. Јас не знам, подруго разбрав. Таа наша колешка има завршна година оваа година за ушен лекар и таа и требало 50 луѓе за да прегледа. И ние сега бевме, завршивме. Многу е добро дека можете да видите како е вашиот слух, дали имате проблеми, затоа што тоа се испитува со посебни звукови на слушалки, сигурно знаете зашто ви кажувам. Скоро секој човек тоа го има правено. Јас тоа го правев кога бев мала, знам, добро се сеќавам. Ставаш слушалки и тие пуштаат звук и ти треба само да стегнеш на тоа дугме, добиваш едно дугме, само да стегнеш кога ќе слушнеш звук. Да, многу добро. И за среќа се беше во ред, случаен преглед, но
не мора да се грижиме. Сега дојдов дома, Филип замина на работа. Јас сум денес слободна, планирам да правам нешто за јадење, ми се јаде нешто како мекици, такви работи. Немам правено до сега, мислам еднаш, но ете правим за прв пат денеска. Немам рецепт, мислам дека знам, ќе го правам така како што мислам, па ќе видиме што ќе испадне. Тука ставив 1,5 кесичка сув квасец и отприлика 250 мл вода, малце шеќер. Сега тоа ќе го оставиме да се раствори, да се активира. Ќе го прекрием со една кеса. Го оставам на сонце да стои, така побрзо ќе се активира квасецот. Откако ќе се активира квасецот, се додава малце брашно. И јас ќе го мешам во машина, вие доколку немате може и на раце, ништо страшно. Постепено му додавав брашно, додека не добив нешто вака, затоа што се плашам да додавам повеќе брашно, да не стане тестото тврдо. Сега го работам со рака. Измесеното тесто го прекриваме со кеса и крпа. И јас го оставам да кисне околу 1 сат, 40 минути, зависи. Звучам како храна и вино. Да ви покажам што ми стигна од Тему. Ги порачав овие стикери за назид. Порачав една хартија за плочките кај куњата. Сакам да ми биде црно и бело. Потоа порачав една ваква ролна дзид. Верувале или не. Ова ќе го ставам кај што имаме ламперија. Па сега ќе видам како тоа би изгледало. Треба да пробам и да порачам уште вакви ролни. Тоа е тоа. Порачав и вакви скалпери и такви работи за хартијава. Кога ќе ја ставам, тоа морам да видам како ќе го направам. Тука можете да видите како излегоа нашите мекици. Премногу меки. Добро утро на сите. Ние одиме да ги брусиме, ако се вика така, вратите за фарбање и да видиме дали функционира овие работи што ги купив од Тему. Тоа баш многу ме интересира. Така да ќе можете да видите и вие. Дојдовме во куќата. Сега треба со оваа хартија да ги брусиме вратите. Здраво на сите и добре дојдовте во нов ден од мојот влог. Неколку дена ништо не ви снимив, затоа што немав меморија и нема време да едитирам, така да еве сега
затоа што вчера го средив цел телефон, сите видеа и затоа денес имам меморија. Па да ви кажам до каде сме со куќата. Последно што видовте беше каде што ги стружевме вратите. Тие врати 3 ги изтруживме, имам уште 4, но се уште ги немам завршено, затоа што најдовме куња, конечно, и бевме да ја земиме, затоа што требаше ние да си ја земиме сами. Ја донесовме, уште треба да се вклопи сето тоа. Сега имаме скоро се и оние работи како што се пердина, теписи, декорација. Ако слушате нешто во позадина, тоа е машината за перење. Овие дена бевме премногу зафатени и јас работев. Јас работам ноќно, Филип работи прва, воопшто не можеме да се сретнеме. Цело време се разминуваме. Денес е понеделник. Веќе почна алергијата на полен надвор. Многу ми е лошо. Понекогаш не можам да земам здив. Ако приметите, тоа е тоа заради тоа. Сега се шминкам за на работа, тоа не ви кажа. Денес сум исто така ноќна и работам уште 8 дена, јас мислам, вкупно 11 без пауза, затоа што се заменивме со некои колеги и мене ми се погоди да работам така, но нема проблем. Вчера кога правев ручек ми прсна жешка вода, се изгорив. Тоа е доказ дека не треба никаде да брзаме, се полека. Да, многу се радувам за куќата, многу сакам да завршиме се, но не може се во еден ден, тоа нема шансе. Од утре сме иста смена со Филип, ноќна, така да на сабајле ќе имаме време да стружиме и фарбаме. Многу сум радосна, сакам што побрзо да составиме се и да се преселам. И знаете, како и секоја жена, најважното нешто декорација. Веќе почнав да порачувам некои работи од интернет, што ми се пендесува. Се надевам дека ќе испадне се добро. Се надевам дека колку што можеме ќе ја обновиме куќата. Сепак не сакам да вложувам многу пари во неа, затоа што не знам колку долго ќе бидеме таму. Овој период ми е стварно исполнет со многу обавези, како и секој, затоа што се ближи нашата свадба, па мора и да се организираат работи за таму. Не сакам многу да се замарам, но сепак сакам да биде се убаво, сакам да биде како што јас сакам. И се надевам дека колку толку во тоа и ќе успеам. Како што можете да приметите, многу тенот ми е бел. Тука воопшто нема сонце. И затоа што не сакав да одам во солариум, затоа што читам цело време дека е штетно. Затоа планирам да си правам селф-тен. Имам правено селф-тен порано. Минатата зима, мислам. Мора да се погоди, во смисла имам пробано повеќе различни производи, но некои од нив оставаат, како да кажам, кафено и се лупи и после тоа изгледа многу грдо. Така да секогаш треба да се пази со таквите работи. Последно користев еден од Росман, од ова другерија каде што купуваме козметика, знаете. Тоа исто ми се покажа добро. Планирам него да го купам. Јас го имам цело шише. Видовте кога ги средував работите од купатило, но за жал рокот му е поминат и морам да купам друг. Ја имам и она ракавица што се става на рака за да се става тој тен.
Шминката е готова. Сега преминуваме на пеглење униформата и сушење косата. Моментално правам план за YouTube видео, кој што треба да ги снимам наредниот месец. Доколку имате некои идеи или сакате нешто да гледате, нешто ново од мене, нешто што до сега немам снимано, слободно пишете ми во коментар. За да не биде многу долг овој влог, тука ќе го завршам. Многу ми е жал што тоа со реновирање на станот го должам во сите влогови, но тоа е што е, тоа е едноставно како изгледа, еве да речеме, еден мој викенд. Доколку сакате, можам да направам едно посебно видео, реновирање на мојот стан или поправање или фарбање, како и да е. И тука можам да ви прикажам се и да ви објаснам се што имаме правено и што планирам да правиме. Накрај, најважниот дел декорација, тоа уште пред да се вселим планирам да го направам, така да чувствувајте слободно да ми пишете коментар и да ми дадете некои други идеи. Ви благодарам на сите што го гледавте овој влог. Доколку ви се допадна, ставете лайк, сабскрайб, коментар и така натаму, а ние се гледаме во следниот влог. Чао!